Економијата е пред колапс заради неодговорната политика на црното економско трио Заев, Тевдовски и Анџушев. Платите паѓа, а немат пари ниту за планираното и најавеното покачување на пензиите. Единствениот излез што го гледа СДС е во продолжување на енормното задолжување на државата. СДС денес се задолжи Република Македонија за нови 72,3 милиони евра. Црното економско трио Заев, Тевдовски и Анџушев денеска се задолжија државата за 11,3 милиони евра повеќе од најавеното со електронската аукција. СДС денеска задолжи државата преку 6 месечни записи, 12 месечни записи, 2 годишни, 3 годишни и 15 годишни обвртници. Толку време че треба граѓаните на Република Македонија да ги отплачаат нивните долгови. Со денешно задолжување, владата за 4 месеци ја задолжи државата за 320 милиони евра, а од државните девизни резерви стопи дополнителни 177 милиони евра. Тоа е вкупно околу половина милиарда евра за само 4 месеци од владењето за СДС, за кои граѓаните не знаат за што се потрошени. Дополнителен проблем е што ова задолжување се реализира токму пред избори. Државата зема огромна сума на пари која може да биде злоупотребена за подкуп на гласачи. Постојат информации дека СДС сака да реализира уште 2 задолжувања во изборниот период, односно во октомври и уште 4 до крајот на годината. Сето ова фрла силен сомнеш дека интензивните задолжувања на СДС овој период се поврзани исклучиво со изборниот процес. СДС треба да знае дека не сме да си поиграва со парите на граѓаните. Секој незаконско работење ќе биде ревидирано по враќањето на демократијата и правната држава во Република Македонија, а сите прекршители на законите соодветно ќе одговарат. ВМРО ДПМН ја повикува меѓународната заедница и организациите кои го нагледуваат изборниот процес да внимаваат на действијата на владата и да не дозволат злоупотреба на парите на граѓаните во изборен подкуп. Неодговорната економска политика на СДС ја води државата исклучиво кон банкрот и економски крах. Владата на СДС, предвоена од црната тројка за македонската економија, Заев, Анџушев и Тевдовски, до крајот на годината планираат да спроведат уште 6 аукции, а од аукција до аукција сумата која задлужуваат е се поголема. ММФ исто така предупреди дека јавниот долг ќе расте, а буџетскиот дефицит се продолжува. Република Македонија под војство на СДС забрзано оди кон задолженост и банкрот, само за да ги задоволат личните апетити на поединците во власт. Економијата ја клекнува на колена без позитивни изгледи за раст, а фирмите на врхушките на власт се шират и нижат државни тендери. Граѓаните ќе го казнат СДС за ваквото расипништво и неодговорност на предстојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам на вниманието.